Како и сите овие 3 години, ние се наоѓаме овдека, на ова место. Имавме и шатори, знаете дека шаторите 3 пати ни ги рушеа. Од нивна причина позната зошто е тоа така. Меѓутоа, нашата волја и единствена желба, намера и интерес ни беше секогаш Македонија. Значи, оваа наша сага, да речеме, и тортура, што самите се сложивме да се изложиме на маченички да доаѓаме овдека, и на топло и на ладно, како што јавноста поширока знае, беше токму моментот кога дојде геноцидната влада без да биде наш избор, наша волја. Значи, ние тоа го доживеавме како пораз, понижување, кога отидоа против наша волја и се сместија тука во парламентот, односно во власта, СДС. Ке речам СДС, бидејќи не се веќе македонска партија. Така да, нашата упорност и нашата волја и љубов кон Македонија се уште не држи овдека, се уште сме овдека исправени, иако мнозина од нас сме веќе во постари, повозрасни луѓе, меѓутоа никогаш не исплашија ниту полицајците кои што на 30 луѓе нас, активисти, доаѓа и по 150 и по 100 полицајци, не исплашија ни студот, ни ветриштата, ни дождовите, ни пеколното сонце, ништо не исплаши, имаме цврста волја, се уште сме тука, иако без шатори, ова е нашето место, нашата слободна територија. Од тука ја браниме Македонија како знаеме и умееме, меѓутоа многу често и правно се обидувавме да се обраќавме до судот со пријави, со кривични пријави и уште што се не, значи за се нешто што сметавме дека демократски преку судот треба да биде тоа решено. И како што знаете дека тука не функционираат законите, не функционира правдата, овдека функционира мафијата, разбојништвото, непотизмот, така да народот е сосема безгласна буква. Во негово име му ја менуваат историјата, името на државата, идентитетот, традицијата, песните, сега се наговестува и знамето да се смени на Кутлеш, нашето предходно првобитно знаме национално. Ние и на тоа нема да подлегнеме. Како што знаете, нашите символи се овдека добро познати, се вее знамето на Кутлеш и нема да отстапиме од тоа. Не може да ни забранат да го вееме. И што би кажала уште? Значи, еве, би сакала да бидеме пример. Веќе сме сите добро познати овдека на ова место пред Ненародното собрание, дека токму стравот, ако веќе по широката јавност народот вика дека страв од едно од друго, па и ние се плашиме, меѓутоа не е храброст да кога ќе се не е храброст, односно храброст е и кога се плашиш да продолжиш да се бориш. Не сме ние толку храбри колку што сме упорни. И токму од стравот, од болката, од тагата, од понижувањето ја црпеме енергијата. Зошто? Затоа што се плашиме дека и на вистина ќе останеме без нашата една и единствена татковина Македонија. Македонија искон во вечноста, Македонија на македонците, и барам мудрост и ум во глава кого ќе избереме во иднина да биде власт и да биде слуга на народот, не на себе си. Поздрав, македонци!